Добро вечер, почитувани, започнува дневникот на Канал Плюс. Проследете ги настаните на денот. Започнува изградбата на еден од најзначајните енергетски проекти, магистралниот гасовод Клечовце во Неготино, кој ќе минува низ Штип. Колку општина Штип вложила во инфраструктурата минатата година и дали планираните проекти општината ги реализирала? Ова е тема на истражување на Фондацијата за развој на локалната заедница во Штип. 24 волонтери од Општа болница Кочани по долги години ќе добијат решение за редовен работен однос. Започнува изградбата на еден од најзначајните енергетски проекти магистралниот гасовод Клечовце во Неготино, кој ќе минува низ Штип. Магистралниот гасовод до Неготино се планира повеќе години со цел да се овозможи опција за префрлање на термоелектричната централа Неготино од мазут на газ. Магистралниот гасовод Клечовце Штип Неготино, кој се планира веќе неколку години наназад, од утре ќе започне со изградба како дел од проектот за изградба на националниот гасоводен систем во Македонија. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев изјави дека со реализација на овој проект ќе биде бенефиција и за општината. Од утре почнува изградбата на цевкаводот, гасоводот од Клечовце до Штип, а потоа треба да продолжи еден крак према Источна Македонија, ке Драгоје во вториот крак за Струмишкиот дел и за Радовиш и да продолжи до термоцентралата Неготино. Јас стално велам дека кој има енергијата, тој има моките и тој има силата. Штип има таа среќа да наскоро ќе добие газ. Трасата е комплетно истрасирана, ќе влезе некаде кај меѓу Мустафин и Судик на наша територија, над Врсаково, Срчиево, кај Тир зоната и од Три чешми према Драгоево. Потоа излегува према Неготино. Изградбата на новиот гасоводен систем на земјата е важна за развојот на државата, за јакнење на нејзините енергетски капацитети и за решавање на еколошките и други проблеми. Знаете дека нашата трафостаница на Мепсот има два далеководи од Бугарија и од Грција, сега и од Србија, нели градиме према Ниш. Со изградбата на гасоводот ќе добиеме навистина многу, ќе добиеме ефтина енергија, ќе добие стопанството, граѓаните, но и јавните институции. Ќе добиеме ефтин енергенс, но еколошки многу чист енергенс. Захариев истакна дека со изградбата на гасоводот Штип ќе добие уште една вредност, а со тоа и привлекување на инвеститори. Инаку, ова е само првата фаза од гасоводот Клечовце Неготино, кој е со должина 61 километар. Министерот за здравство Никола Тодоров денес ја посети руралната амбуланта во село Таринци, Карбинско, со цел да види како функционира проектот Рурален доктор во руралните средини. Жителите задоволни, но бараат во селото да имаат и аптека. Руралната амбуланта во Таринци, општина Карбинци, ги оправда очекувањата на пациентите. Секој петок во оваа амбуланта во просек по 30 лица бараат некаква здравствена услуга. Убаво е. Доаѓа од петок на петок, мериме притисоци, мериме шеќери, Амбулантата работи, дојде ни сестра, дојде ни докторката тука, измери ни шеќеро, притисокот ни измереха, ќе ни донесат, добри се. Па амбулантата е супер, само за лекови мора да одеме у градот, нема аптека. Медицинскиот персонал е тука заради пациентите. Најчесто и мериме крвен притисок, шеќер и холестерол во крвта, се даваат совети како во врска со терапијата, така и во врска со исхраната. Потоа ги упатуваме, значи имаме веќе мој термин, може да се упатат кај специјалист, значи овде закажуваме упати. Министерот за здравство Тодоров денес ја посети амбулантата во ова село за лично да се увери како функционира проектот Рурален доктор, кој започна да функционира од пред една година. Дава овој проект позитивни ефекти затоа што од сите информации кои што ги прибираме, дури до 10.000 пациенти месечно се прегледуваат во рамки на овој проект на целата територија на Република Македонија. До сега се прегледани некаде околу 100.000 пациенти на ниво на цела држава од моментот на почеток на овој проект. Во функција на пациентите во Штипска и Карбинска општина се 7 рурални амбуланти, со што покриеноста е повеќе од задоволителна, потенцираше директорот на Здравствен дом Штип.
Значи во Штипско-Карбинскиот регион, односно под Здравствен дом Штип, имаме 7 пункта кои што редовно работат и се по распоред секој ден. Значи тимот од рурален доктор е секој ден таму од 8:30 до 12, зависно во кое подрачје се наоѓа. Проектот прекрасно функционира, одзивот на граѓаните е задоволителен, така што се доближивме поблиску до пациентите од овие подрачја кои што ја немаат таа можност во изминатиот период. Искажувајќи го своето задоволство од функционирањето на здравствената амбуланта, жителите на Таринци денес посочија дека им е неопходна и аптека. Денес во Виница на 14-тата седница заседаваше Центарот за развој на Источниот плански регион. Го разгледа и го усвои годишниот извештај за работа од минатата година, а расправаше и за проектот за управување со речниот слив на река Брегалница. На 14-тата седница на градоначалниците од Источниот плански регион, која денеска се одржа во Виница, беа усвоени годишниот извештај за работењето и завршните сметки на Центарот за развој на Источниот плански регион во 2014 година. Она што е актуелно на денешната седница е усвојувањето на годишниот извештај за работењето на Центарот за 2014 година, исто така и давање на позитивно мислење за завршните сметки не само на Центарот, него истовремено и на 7 проекти кои што ги менаџираше и управуваше Центарот за развој на планскиот регион. Потоа таа ги информираше градоначалниците дека ќе биде распишан повик за мали инфраструктурни проекти, на кои може да се јават сите општини да аплицираат за средства кои ги обезбедува швајцарската влада. Интересно е да напоменам дека од проектот Програма за зачувување на природата во Македонија ќе има сега еден нов повик. Ќе се делат средства по 700.000 денари на сите општини кои гравитираат по течењето на река Брегалница. Тоа ќе бидат средства, грантови фактички, неповратни средства за мали инфраструктурни проекти кои што се поврзани со природата. Учеството на општините е дефинирано на 20%, значи некаде буџет од околу 950.000 денари и многу интересно тоа што и овој пат програмата за зачување на природата овие средства ќе ги деле на неконкурентна основа, што значи дека сите општини кои што ќе поднесат предлог проект ќе бидат исфинансирани тие проекти. Проект менаџерот Владимир Ставрик информираше за спроведувањето на проектот управување со сливот на реката Брегалница од аспект на тоа што досега е реализирано и новите фази во таа насока. Почнуваме и со нова фаза, која што ни е исто така на инфраструктурни проекти, од кои што 2 ќе бидат исто во Источниот плански регион, едниот во општина Чешиново Блешево и другиот во општина Карбинци. Исто така треба да ги информираме градоначалниците и за статусот на изработката на планот за управување со сливот на река Брегалница, кој што е во завршна фаза и сега го подготвуваме последниот драфт, кој што од практично април месец оваа година ќе биде ставен на јавна расправа на сите заинтересирани страни. Во работата на Источниот плански регион учествуваше државниот секретар Билјана Цветановска-Гуговска, која го истакна задоволството од неговата ефикасност и успешност во реализацијата на проектите и во соработката со централната власт. Во тек е изборот на проекти кои што ќе бидат финансирани во рамките на програмата за рамномерен регионален развој, како на проектите кои што ќе бидат финансирани преку Центарот за развој на Источниот плански регион, така и проектите кои што ќе бидат финансирани за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата. Станува збор за средства кои што секоја година преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој се издвојуваат за овие подрачја и кои што од година на година надоврзувајќи се, значи доколку едната година се изработувала техничка документација, се стремиме кон тоа да наредната година се обезбедат или во рамките на истата програма или во рамки на другите програми кои што владата на Република Македонија ги овозможува да се заокружат целосно започнатите проекти. На седницата беа подпишани повеќе значајни документи на релација градоначалници Центар за развој на Источниот плански регион во функција на точките на дневниот ред.
24 волонтери од општата болница во Кочани по долги години ќе добијат решение за редовен работен однос. Директорот на болницата Дејан Постолов денеска официјално им додели решение на 8 волонтери. Согласно новиот закон за трансформација за вработување на волонтери и хонорарци во општа болница во Кочани, 24 волонтери по долги години ќе добијат решение на неопределено време и ќе го решат работниот статус. Денеска официјално им беа доделени решенијата на 8 волонтери од страна на директорот на болницата Дејан Апостолов. Во текот на денешниот ден се изврши првата трансформација на работен однос од така наречените волонтери, и тоа првата група од првите 8 вработени го трансформираа својот работен однос на неопределено време. Тоа се наши вработени подолги години работа тука, се медицински сестри, помошен медицински персонал. Со тоа, мислам, го решаваат нивниот работен однос и ги имаат сите права и обврски со што произлегуваат од Законот за работни односи и Законот за здравствена заштита. Останатите 16 ќе добијат решение во наредниот период, а со тоа во Кочанската болница ќе се реши проблемот на оние кои со години чекаат да бидат вработени. Пет години успешно работи мамографот во здравствениот дом во Берово. Годинава Беровскиот здравствен дом планира да купи апарат за тумор маркери, најсовремен ехоапарат и ехокардиографска сонда. 5 години успешно работи мамографот во здравствениот дом во Берово. Расте бројот на мамографски прегледи, кои се задолжителни за жени над 40 годишна возраст и пожелно е да се прават барем еднаш, а доколку се јави потреба и 2 пати годишно. Освен за мамографија на дојка кај жените од општина Берово, интересот за прегледи во последните години е зголемен од пациентите од соседните општини, рече директорот на здравствениот дом доктор Марија Радинска. Од тогаш успеавме во 2010 да влеземе во програмата за систематски преглед на сите жени во општина Берово. Успеавме да ги прегледаме од нив на мамографски да се бидат прегледани и ехо. Имавме соработка со здравствениот дом од Струмица, ни доаѓаше докторка доста едуцирана од областта на радиодиагностиката и која имаше сертификат и беше лично пофалена од професор Хирш од Америка, основоположникот на мамографијата во светот. Така да тогаш прегледавме сите жени во работен однос во општина Берово. Меѓутоа, поради тоа што нема во соседните општини, ние ги примаме и пациентките од соседните општини и им пружаме нивните услуги. Во текот на оваа година од сопствени средства, здравствениот дом планира да набави и апарат за тумор маркери, како и 4D ехоапарат, со што ќе се подобри диагностиката на населението во Беровскиот регион. Во планот за јавни набавки за 2015 година имаме предвидено и купување на апарат за тумор маркери, 4D ехо апарат и планираме купување на ехокардиографска сонда за да може да почне интернистот да работи и со ехо на срце. Апаратот 4D ехо чини околу 22.000 евра, а во моментот на специализација по интерна медицина е испратен и еден лекар. Последен рок за пријава на дополнителните приходи на граѓаните во Управата за јавни приходи е 15 март, но заради тоа што е недела, годишни даночни пријави граѓаните ќе може да доставуваат до понеделник 16 март. Управата за јавни приходи работи во сабота. Сабота ќе има прием од 8:30 до 14 часот, значи ќе се примат пријавите, не само исто тоа ни е работен ден и во нормални услови, бидејќи е пуштено во аптека продолжено работно време и дежурство во саботи. Сакам да известам, бидејќи 15 март се погодува во недела, неработен ден, понеделник 16 март ќе биде прием, ќе се врши прием на пријавите како во редовно поднесување на пријавите со 15 март. Основците од Штип и Карбинци денес ги одмерија знаењата за сообраќајот.
Колку го познаваш сообраќајот е проект на секторот за внатрешни работи од Штип, во кој се вклучени учениците од основните училишта, а целта е да се постигне нивото на сообраќајна култура. Превенцијата секогаш е најдобриот начин за заштита во сообраќајот, пред се за најмладите, кои се најмногубројни учесници како пешаци. Токму ова беше причината од Оделението за превенција при секторот за внатрешни работи Штип да се организира надпревар во познавање на сообраќајните правила и прописи за учениците од основните училишта. Во рамките на проектни активности кои што ги спроведува секторот за внатрешни работи Штип, денес во училиштето, во основното училиште Гоце Делчев во Штип се одржува еден проект, односно квиз надпревар колку го познаваш сообраќајот. Со овој проект сакаме на учениците да им ја подигнеме свеста, односно да се стекнат со повеќе знаење, бидејќи тие се активни учесници во сообраќајот како пешаци и се една од најзагрозените категории кои што учествуваат во сообраќајот. Целта ни е да се подигне безбедноста, на одење од дома до училиштето, како и од училиштето до својот дом. Настанот се случи во Штипското основно училиште Гоце Делчев. Учесници се сите 5 општински училишта од општина Штип и општинското основно училиште од општина Карбинци. Сметам дека на овој креативен и иновативен начин учениците ќе имаат можност да ги покажат и докажат своите знаења од областа сообраќајна култура. На надпреварот, освен директорите на училиштата и учениците учесници, присуствуваа и нивните соученици, кои ги бодреа да покажат подобар успех. Од секој училиште сите имаат скоро еднаков број на бодови и сите се добро подготвувани. Ги бодриме и даваме поддршка. И што очекувате? Да победат. За жал на нивните соученици, на овој надпревар кој беше финансиран од ОПСЕ, учениците од основното училиште Тошо Арсов го освоија третото место. На второто место се пласираа учениците од основното училиште Страшо Пинџур од Карбинци, а најдобро познавање од областа на сообраќајот покажаа домакините, учениците од основното училиште Гоце Делчев. Секторот за внатрешни работи поднесе кривична пријава против 29 годишен штипјанец за полов напад врз дете кое не наполнило 14 години и за облјуба врз немоќно лице. Постои основано сомнение дека за 2 дена извршило облјуба на 2 малолетни лица. Кривична за 29 годишен штипјанец кој изврши 2 облјуби за 2 дена. Штипјанецот во руинирани простории на спортско игралиште извршил полов напад врз дете кое не наполнило 14 години и е облјуба на немоќно лице. Еден ден подоцна, истото лице со иницијали БЈ во местото викано Суитлак извршил полов напад врз 13 годишно девојче. Со кривичната пријава пријавеното лице е предадено на судија на претходна постапка во Основен суд во Штип. Богата понуда на сезонски продукти и умерена побарувачка. Вака се дефинира тргувањето на градскиот пазар во Штип. Цените на сезонското овошје и зеленчук се ниски, но продавачите останаа незадоволни од прометот. Во последниве неколку години потрошувачите немаат платежна моќ како порано. Ова е заклучокот на одгледувачите на зеленчук и овоше, кои своите производи ги продаваат на градскиот пазар во Штип, бидејќи штипјани купуваат во помали количини и гледаат производите да се со пониски цени. Па Штип спрема годините послабо. Зашто сум јас овде веќе 15-20 години, секоја година све кошничката потрошна е намалена. Во споредба, ако земале луѓето порано по 5 кила, сега земат по 3 кила јаболка или по 2 кила. По 10 динара и 3 за 20. 3 за 20, таа посит. Колку повеќе купува, дали 1 за 10 или 3 за 20? 3 за 20. Така им е поисплатливо? Па сигурно. Сигурно, таа повише трошна, таа помалку. Гледа се поевтино да е. Некои пак велат дека не им одговара локацијата која ја имаат на пазарот. Има многу там горе, нешто послабо се троши. Не ви одговара локацијата? Па не ни да одговара и по-слабо работиме. Сепак денес најмногу се трошеше спанаќот. Спанаќи се највише троши. Портокалчиња зимат. Бананки, ако се малку поскапи, ама зимат. Која е цената? 50 и 70 се бананите. Бананите 50. А спанаќот? Спанаќот е 50. 50. Да. Крставиците ги ми кажете? Крставиците се 110. Да. Компирите?
Компирите 20. Колку и да поскапуваат цените на артиклите на пазарот, потрошувачите се навикнуваат и го купуваат неопходното. Како што да има некаде скапо, некаде и поевтино. Купи ми си марула, купи ми си нешто за салата. Тех младо крумиче. Кој што му треба ќе си земе и така. Вие и овошје зеленчук? Па нешто земеме, јабуки, нешто марулка и моркова и така. Лукче, мелена солца, тоа стар човек. Младите купуваат. Она што го привлече нашето внимание е тоа дека се продаваше и екзотично овошје, ананас, кое според продавачот го купуваат оние кои знаат дека како и останатото овошје има полезно влијание врз здравието. Која е цената на ананас? На ананасо 100 динара е цената, многу е свеж ананасо. Да, убав е секој ше препорачлив за јадење. Кој знаат дека конзумирањето е добро, купуваат го. Цените бананата е 70 денара, лимоно е 60, портокало е 40, тивата е 6 денара, мандарината е 50. Како и да е, народски кажано, мора нешто да се јаде, но освен што купуваат, штипјани го користат пазарниот ден и да се видат со своите познати, роднини и пријатели со кои немаат можност да се гледаат секојдневно. Одолжен е стартот на пролетниот дел од третата македонска фудбалска лига Исток. Причина е неплаќањето на котизацијата од страна на неколку клуба, кој изнесува 80.000 денари. Штипска прегалница во недела на домашен терен се сретнува со Шкендија од Тетово. Проследете ги вестите од спортот. Фудбалскиот клуб Брегалница во недела на домашен терен ќе се сретне со екипата на фудбалскиот клуб Шкендија од Тетово. Играчите на Брегалница ќе го дадат својот максимум за да се покажат во најдобро светло, како домакини на овој надпревар. Во ова коло играчите Дејан Митров и Дарко Стојанов ќе отсуствуваат поради повреда. Меѓутоа, Брегалница има пред себе мотив, има пред себе да докаже дека против такви екипи може да одигра максимално одговорно и дисциплинирано. И ние ќе дадеме се од себе, значи сите што сме највеќе играчите на терена, понатаму и сите ние што сме на клупата со мотивација, да извлечеме максимум од играчите, да можеме да дојдеме до резултат, кој што секој резултат во наредните кола, кој што ќе биде дали е нерешено или победа, ќе значи многу за фудбалскиот клуб Брегалница, бидејќи во наредните надпревари не играме со Шкендија, гостуваме на Работнички, играме дома со Вардар. Во претходниот надпревар на фудбалскиот клуб Брегалница против Ренова, кој се одигра во Тетово, на екипата на Брегалница им е нанесена неправда, бидејќи судиите означиле гол од офсајд. Што се однесува за надпреварот со Ренова, значи нашиот шеф на тручен штаб каже се што требаше да се каже. Мислам дека и горе-доле во целост ги исполнивме задачите кои што ни беа поставени од негова страна. Немавме среќа, постигнавме само еден гол. Рано прививме 2 гола кои што малку ни ја пореметија и концепцијата на играта. Успеавме да се вратиме, но не успеавме да постигнеме уште еден гол. Мислам дека имаше и некои судиски грешки кои што влијаеле врз резултатот на тој надпревар. Така да што е тука и ние сега се спремаме за неделниот надпревар со екипата на Шкендија. Значи, јас мислам дека за Брегалница најважно во овие следни надпревари е да створиме што е можно повеќе бодови, бидејќи сите бодови се неопходни без разлика дали тоа ќе биде победа или ќе биде нерешен резултат. И можам да ветам во името на сите фудбалери дека ние ќе го дадеме својот максимум и ќе покушаме повторно да ги исполниме задачите кои што ќе ни ги постави шефот на стручниот штаб. Стручниот штаб на фудбалскиот клуб Брегалница ја замолува публиката на неделниот надпревар да се однесува културно и да не се навредува противничката екипа. Иако требаше да започне овој викенд, сепак стартот на пролетниот дел од третата фудбалска лига Исток се одложува за наредната недела. Причината за одложувањето е тоа што поголемиот дел од екипите кои што ја сочинуваат третата фудбалска лига Исток ја немаат платено котизацијата која ја изнесува 80.000 денари. Инаку кога сме кај третата лига Исток, лидер по првиот дел од сезоната е екипата на Беласица, која се освоени 27 бодови од 11 одиграни надпревари и предничи на екипата на Плачковица која е на втората позиција со 25. Во борбата за највисок пласман и влегување во повисок ранг на надпреварување, уште ќе се борат и екипите на Напредок Здравје Радово, која собра 24
4 поени по првиот дел од првенството, останатите екипи од 4-та до 7-та позиција, екипите на Овчеполе, Саси и Осогово, заостануваат од 8 до 10 бодови и за да се замешаат во борбата за највисок пласман, во пролетниот дел од сезоната ќе треба да остварат 100% ефект. Во долниот дел на табелата пак се наоѓаат екипите на Слога од Виница, Тиверија како и екипата на 14 октомври. Во таа ситуација подобра екипата на Тиверија која има 9 бодови, Слога има 3, додека екипата на 14 октомври во есенскиот дел од сезоната ја немаше почувствувано сласта на победата. Со завршување на есенскиот дел од надпреварите во првата кугларска лига на Македонија, екипата на Мак Петрол останува единствената екипа која во досегашниот тек на првенството нема изгубено ниту еден бод. Во дербито од 8-то коло во кугланата во спортскиот центар Борис Трајковски се одигра квалитетен надпревар, каде актуелниот шампион Мак Петрол на гостија совлада екипата на Вардар 2014 со резултат 2:6. Со завршување на есенскиот дел од првата кугларска лига во Македонија, Мак Петрол е есенски шампион, без да изгуби ниту еден бод во досегашните дуели, додека екипата на Македонија досега не успеа да освои ниту еден бод и се наоѓа на 8-то место на табелата. Утре ќе се одиграат надпреварите во 9-то коло од Македонската кугларска лига. Најнеизвесен ќе биде надпреварот помеѓу екипата на Работнички и екипата на ГТЦ Скопје, каде во директен дуел ќе се борат за второто место на табелата. Ово беше се за дневникот на Канал Плюс. Следи временска прогноза. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер со нашата програма.